СДСМ пред повеќе од една година предупреди дека владата на Груевски не води здравствена политика, туку бизнис политика во здравството. Во таквата погубна политика приоритет се бизнис интересите на фамилијата, а најмалку здравието на граѓаните. Тогаш говоревме за скандалите со сомнителните набавки на вакцини за ХПВ вирусот и свинскиот грип. Го повикавме јавниот обвинител да ги испита овие набавки, кои се спроведуваа преку велидрогеријата Кемофарм. Прво, владата на Груевски ги набави вакцините без јавен повик и по цени многу повисоки во споредба со другите земји. Македонија во режија на ВМРО ДПМНЕ ги набави вакцините против свинскиот грип за 9,3 евра по парче, а на пример Мексико ги плати по 4,5 евра, Шведска 5,5 евра, Велика Британија 5,6 евра, Турција 6,1 евро. Значи, разлика во цена од 2 до 4 милиони евра. Второ, тогаш СДСМ изрази сериозни сомневања дека изборот на Кемофарм не е случаен заради кумските врски кои премиерот Груевски ги има со одредени лица во велидрогеријата. Сега македонското здравство го тресе нов скандал со истите вакцини. На 5000 вакцини против ХПВ, која е задолжителна од 2009 година. Им стекол рокот, а дополнително на нови 24.000 вакцини им истекува рокот во февруари. Истовремено се најавува и уништување на 75.000 прескапо платени вакцини против свинскиот грип во депонијата Дризла, за чие спалување Министерството за здравство ќе треба да плати дополнителни средства. Скандал до скандал. Во болниците нема парно, лекови, медицински материјали, а Груевски и Тодоров прават пепел од народните пари. Министерот за здравство, за разлика од премиерот, изјавува дека нема да гаси пожари, ама за жал, самиот ги пали. Некој мора да понесе одговорност или за погрешната проценка, или за намерната набавка на огромни количини на вакцини, на кои сега им истекува рокот, а некому му донеле дебели профити. Некој мора да понесе одговорност, затоа што владата ќе фрли буквално во оган и ќе пеплоса 1 милион евра народни пари, кои наместо во Дризла можеа да се искористат за подобрување на катастрофалните состојби во јавното здравство. Знаеме дека после оваа пресконференција ВМРО ДПМНЕ повторно ќе се обиде со смешни тези да избегне одговорноста за скандалите со вакцините. Сепак, одговорноста секогаш има име, презиме и функција. Од тоа бегање нема.